Српската заедница во земјава го оствари правото на глас за председателските и парламентарните избори на Србија. За прв пат покрај во амбасадата во Скопје гласањето се спроведе и во Куманово, општината каде што најмногу е застапена српската заедница. Пред избирачкото место во Центарот за култура немаше голем метеж. Истото беше навреме отворено, а гласањето течеше мирно и без инциденти. Српските државјани кои претходно се пријавиле за гласање во странство со документ за идентификација непречено го остваруваа своето право на глас. На изборима за народне посланике и председника Републике Србије на бирачко место 50 у Куманову до 13 часова изашло е 268 бирача, што е 75% од уписаних у бирачки список. Избори протичу у нормалној атмосфери без икаквих неправилности и проблема и уз пуно поштовање свих епидемиолошких мера заштитних, така да немамо никакви проблема и све у најболjem реду. Иначе, ово су први избори кои се организују у Куманову. Граѓаните велат дека од изборите очекуваат напредок на земјата, мир и просперитет. Се надеваат дека ќе се обрне внимание и на диаспората. Да, данас сме остварили наше право, така да идемо дале, све е. Кои се очекувањата од овие избори? Па ја мислим напредак, стабилност, мир и више успеха у послу, така да. Па трговиште сме гласале. Задоволни ли сте го остварите право? Jesmo zadovoljni. Очекувањата? Očekivanje sve najlepše, sve najdobro. Da bude mir, blagostanje za mladi, za sve najbolje. Pa bit će bolje, ne znam. Напредок на државата? Da, da, За прв пат гласате во Куманово овде? da. Задоволни сте? Што имавте Jeste, можност? jeste. Pa, šta da kažem? Напредок на државата? веројатно? Da, sigurno. Продолжување по патот по кој што се движи? Da. За прв пат гласате во Куманово? U Kumanova da, u Srbiju pred. Го остварив своје право на глас. Како сте задоволни еве за прв пат има можност во Куманово да се гласа? Многу сум за тоа. Кои се очекувањата од овие избори? По очекување да победи кој е подобар, овој што работи. Што за земјата? Све најболje, иде напред, кам дај Боже и наша вака да иде напред. Гласањето на избирачкото место во Куманово се одвиваше согласно протоколите за заштита од COVID-19. Српската заедница го избра председателот на Србија, кој ќе ја води државата наредните 5 години како и пратениците во српскиот парламент. Првичните резултати покажуваат победа во првиот круг на досегашниот председател Александар Вучиќ. Неговата Српска напредна странка освои најмногу гласови на парламентарните избори и повторно ќе доминираат во парламентот од 250 места.